Се наоѓаме во центарот на градот и нешто кога човек почне да разгледува, има доста знаменитости. Еве вие како туристички водич, колку центарот и Скопје може да понуди да биде Скопје како една туристичка атрактивна дестинација? Скопје од секогаш нудел културно-историски споменици, приказна долга историја, меѓутоа особено после изградбата на дел од спомениците и зградите кои што се дел од проектот Скопје 2014 година, се забележува рапидно зголемување на бројот на туристи кои што доаѓаат низ години и го посетуваат градот Скопје. Централното градско подрачје секако заедно со околината има доста работи поради кои што луѓето доаѓаат. И не се само културно-историскиве споменици, треба секако да ја споменаме и нашата гастрономија и енологија. Така, споменавте проектот 2014, меѓутоа во наша непосредна близина е Ристичевата палата, Камениот мост, Чаршијата. Тоа се навистина можеби препознатливи обележја. Да, исто така тука е во близина и Скопската тврдина, нешто што е вековно на ова. Апсолутно се согласувам, затоа и реков дури и пред овие споменици ние имавме туристи кои што доаѓа и имаше што да се понуди во централното градско подрачје. Во секој случај јас секогаш на моите тури велам дека за мене без оглед на сите споменици и згради, Камениот мост е главно обележје на градот Скопје, затоа што има долга историја, затоа што преживел два земјотреси и Втората светска војна. Така да имаме навистина стари објекти кои што се со векови на ова подрачје тука и кои што го привлекуваат окото на странските, па да кажем и на домашните туристи. Така. Како изгледа една вообичаена тура еве кога ќе се почне од плоштадот Македонија? Најчесто во суштина ние почнуваме од старата железничка станица, денеска музеот на градот Скопје, затоа што тука почнува да кажеме некако и поширокото пешачко подрачје во градот Скопје, па се движиме по улица Македонија, меморијалната куќа на мајка Тереза, обавезно ни е дел задолжително дел од нашата програма, па доаѓаме на Плоштадов и околината има навистина толку многу објекти кои што треба да им се обрне внимание, потоа преку Камениот мост, од другата страна таму имаме нови објекти, старата Скопска чаршија која што со векови била срцето на градот, иако морам да признам дека последниве години малце изменета старата чаршија, значи нема ни веќе толку стари занаети, новите генерации за жал не сакаат да учат занат, така да не е како што беше пред 20 на години кога јас почнував со оваа работа и секако во рамките на старата Скопска чаршија задолжително јас на сите туристи им нудам опција да влези да се посети црквата Свети Спас и тој иконостас, таа длабока резба која што за жал има само на неколку места во Македонија, меѓутоа дефинитивно нешто што е специфично за ова подрачје овдека и вообичаено да кажеме доколку имаат кондиција туристите, завршуваме на Калето, Скопската тврдина, од каде што им убав поглед кон поширокото централно подрачје на градот Скопје. Турата ќе помине, што најмногу ги задржува, дали во центарот, во чаршијата, фотографирањето и разгледот на Скопската тврдина, еве вашите искуства што покажуваат? После тоа дефинитивно сакаат слободното време да го поминат во старата Скопска чаршија, како што кажав, да седнат, да вкусат од нашата храна, затоа што и од една и од другава страна на рекава Вардар имаме голем број на традиционални ресторани во кои што може да се вкуси нашата храна. Има доста барови со типични македонски пијалоци, значи тука ни е ракијата, тука се белото, црвеното вино. Одлично кажавте, во градскиот трговски центар еден од иконите на градот Скопје влегуваат, посетуваат. Дали се распрашуваат, дали им остава впечаток?
Знаат да прашаат кога ќе се прошетаме, нели, што е ова до Триумфалната капи, и јас да кажам дека тоа не е најстариот трговски центар кој што го имаме во Скопје. Знаат да се прошетаат и таму, особено оние кои што сакаат да пазарат, нели, да купат нешто. Пак ќе кажам, таму има повеќе дуќани супермаркети, па има и неколку сувенирници, па има банки, менувачници, така да знаат и во трговскиот центар да влезат. Една препорака може би до градските власти, до оние што се занимаваат со туристичка понуда на градот. Навистина долги години го работите ова. Што недостасува нешто во тие тури од ваша страна што вие конкретно би сакале да има и да го презентираме и да биде репрезентативно за Скопје? Значи, вака во централниот дел навистина е богат и има што да се види. Можеби за туристите кои што во слободно време сакаат да прошетат, да има повеќе обележја и насоки, нели, до одреден дел од објектите. За жал, нема туристичко информативно биро или туристички информативен центар. Порано постоеше, значи имаше едно на времето на почетокот на старата Скопска чаршија, потоа тоа се затвори, постоеше едно друго во рамките на Работничкиот универзитет, како иницијатива на градот Скопје и тогашните градски власти, меѓутоа за жал и тоа се затвори и мислам дека таков објект во сите светски градови, метрополи, па дури малечки градови по Европа секаде постои туристички информативен центар во кој што сите туристи можат да дојдат и да добијат поконкретни информации, во смисла за да добијат, иако денеска рековме, нели, хартијата помалку се користи, меѓутоа сепак некоја брошура за Скопје, туристичка мапа на градот Скопје, вработени кои што ги имаат сите информации, па можат да споделат, нели, и од културен аспект, пошто луѓето доаѓаат и преспиваат во Скопје, некогаш навечер сакаат да отидат, да речеме, на некоја представа, на некоја опера, балет, на некој концерт, па да добијат и такви информации кои што ќе ги има на едно место. Мислам дека тоа дефинитивно е број еден што му фали на Скопје, и второ што секогаш го повторуваме, тоа да има тоалети. Значи, за жал, тоа е нешто што недостасува во централното градско подрачје. Кои туристи најмногу не посетуваат? Со години назад тоа е се од соседството, значи дефинитивно и тоа број еден, и тоа со голема разлика во бројот на туристи, тоа се туристите кои што ни доаѓаат од Турција. А потоа буквално од сите краишта во Европа. Иако да кажеме во овие зимски месеци, статистиката излезе пред некој ден за јануар месец, зголемен е бројот и таков тренд има. Се надеваме дека ќе продолжи без оглед, нели, на политичката ситуација која што владее во светов. Денеска, меѓутоа, во првите 2 месеци зголемен е бројот на туристи кои што доаѓаат и во зимскиот период не се од од Балканот, значи тоа не се од Турција, од Србија, од Бугарија, од Грција, меѓутоа кога се отвара сезона, да кажеме со почетокот на месец март, па некаде до крајот на месец октомври, буквално од сите краишта на светот ни доаѓаат. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.